Добро дојдовте назад, утринска програма Добро утро секој утро на телевизија Алфа. Знаете дека повеќе пати досега имавте можност да слушнете како македонците се низ светот, односно колку тие се успешни со ред успеси кои ги редат во нивната кариера, но и во моментов што прават, каде се, како се справуваат со коронавирусот низ светот, а овој пат го имаме најуспешниот кајакар на Македонија, Атанас Николовски. Добро утро. Добро утро. Добро утро за Тајван од Македонија. Па така некако. Да, поточно од градот Каушунг. Сега најпрвен да кажеме, најпрвен честнија што ќе ни бидете гостин во утринската Добро утро секој утро и на ваков начин да воспоставиме видео повика токму со вас. Да кажеме најпрвен зошто сте вие во моментов во Тајван. Пред неколку месеци ве ангажира од Светската федерација, Светската кајак федерација, секако од да бидете тренер на тајванскиот олимписки тим. И во кајак слалом, за Олимписките игри да бидат тие добро подготвени, како вие некогаш на Олимписките игри во Пекинг 2008, каде што меѓу останатото бевте знаменосец, или на Македонија, ќе зборуваме малку и за тоа време, но да кажеме само дека нели се подготвувавте за Олимпијада, но малку ќе се пролонгира Олимпијадата, ќе ја пролонгира во 2021 во Токио, но во меѓувреме ми кажавте дека се подготвувате и за светско првенство, исто така во кајак слалом, но во месец септември. Ајде сега да кажеме како се одвиваат подготовките, дали на вистина ете сега тајванскиот олимписки тим се чувствува ете така исто како македонскиот тим и подготвен е да биде со добри резултати на Олимписките игри 2021. Фала ти прво за воведот, секоја е спремна. Значи, пред се, една мала исправка, не ме ангажираше Светската кајак федерација, таа само ме препорача. Ме ангажираше Тајванската кајак федерација и Олимпискиот комитет на Тајван. Сум ангажиран како хед коуч на Тајванскиот олимписки тим, кој треба да настапи на Олимписките игри во Токио 2020, односно Токио 2021. Она што го кажа на почетокот, да, Олимписките игри се откажа, меѓутоа тоа не значи дека сите надпревари се откажани, се уште на календарот на Светската кајак федерација постојат надпревари кои што се уште актуелни, а тоа се неколку светски купа и светското првенство кое за жал мораше да се закаже оваа година, бидејќи во Олимписката година не се закажуваат светски првенства, меѓутоа заради тоа што Олимпијадата во Токио е презакажана за 2021, Светската кајак федерација го закажа светското првенство за сениори во месец септември. Точната дата се уште не се знае, бидејќи нели се чекаат резултатите од моменталната ситуација во светот со вирусот и нормално ќе ги добиваме апдейтите секој месец, така да се надевам дека барем неколку надпревари оваа година ќе се одржат за да не биде целата макотрпна работа во овие неколку месеци фрлена во вода. Како се подготвувајте тајванскиот олимписки тим? На што обрнувате повеќе внимание? Никогаш најдов на старо ваше интервју, ми се чини пред 10 години, вели Атанас Николовски го одушеви светот. Да. Токму со овој наслов, зашто поточно станува збор, велите, да, ја воодушеви в публиката затоа што останатите надпреварувачи имаа некои востановени стандарди, но јас и првако Даниеле Моменти од Италија возевме како што сакаме во наш стил, поточно не копираме стилови. Ги учите и вашите ученици, а сега и од Тајванскиот олимписки тим да не копираат стилови за да бидат успешни? Јас стојам на прво морам да кажам дека ние тренинзите ги обавуваме нормално, значи нема никакви забрани одека во Тајван. Сосема нормално се одвиваат сите тренинзи, така да секој ден сме на тренинг во вода, во теретана. А она што кажа вториот дел околу, јас секогаш кажувам да секој надпреварувач
се труди да биде сам, собствен. Значи да не измислува ништо, односно да не копира од никого ништо, туку да биде она што е он. Така да не можеш да копираш техниката од некој друг. Ти можеш да земеш некои делови, меѓутоа никогаш немој да копираш. Биди оригинален, тоа што си ти, мислам дека успехот е многу полесен на тој начин отколку да експериментираш и да пробуваш нешто што би направил некој, да речеме, во моментов светски првак, а ти не си во можност да го направиш тоа, бидејќи секој е различен, нормално, сите сме различни, сите имаме различни прво размислувања и различни цели во животот. Така да мојато и тогашно и сегашно искуство ми кажува дека биди собствен и мислам дека успехот нормално. Со што повеќе работа, меѓутоа успехот ќе си дојде во најнормален начин. Така, ајде сега да се навратиме за она што сите ние сме сведоци, се справуваме со една светска пандемија, наречена COVID-19. Како е во Тајван? Неколку пати ми кажавте досега дека се одвиваат тренинзите со најнормален тек, границите не се затворени, аеродромите функционираат, училиштата функционираат, но има некоја само поголема предпазливост. Но тука сте вие да ми го кажете сведоштвото како е со состојбата со COVID-19, како се справуваат тајванците. Значи, овдека нема никакви забрани. Буквално од кога почна пандемијата, односно од кога почна во Кина првично, Тајван беше првата земја која ја предупреди Светската здравствена организација дека ќе се чуваат некои работи и да се превземат некои активности за да луѓето се заштитат. Тајван мислам дека ги превзема тие активности поучен од мислам дека 99 или 2001 година со проблемот со SARS-от кој го имаше највеќе расширено во Тајван и има огромни проблеми и поучени од тоа мислам дека во овој момент се снаоѓаат безпрекорно. Све функционира, све работи, значи од јавниот транспорт, шопинг молови, све функционира, ние тренираме цело време, нема никакви забрани, односно има само препораки. Она што јас го кажувам константно е тоа што, да речеме, изборам конкретно кај нас во Македонија, општествената одговорност е на многу ниско ниво, за разлика од овде, каде што луѓето се многу самосвесни и знаат дека во случај ако се соочуваат со некаква зараза во моментов нели со COVID-19, дека треба да се превземат мерки за да не ги заразат и останатите граѓани во нивното окружување. Така да носењето на маски не е стриктно, значи препорачливо, меѓутоа се препорачува на оние места каде што има поголемо движење на луѓе, како на пример во шопинг молови, во јавниот превоз, во возовите, да се носат маски за да се заштитиме и ние, а и да ги заштитиме и луѓето околу нас. Така да мислам дека одлично се справуваат од самиот почеток, значи во Кина кога се случи вирусот, тие имаат до денеска има некои 463 заболени вкупно, од кои веќе 360 се искочени од болница, значи се излечени, значи некои стотина луѓе се уште во болница. Тоа е значи од почетокот некаде од месец јануари, 6 починати ми се чини дека има и еден нов случај после 2 недели, еден нов случај, меѓутоа тоа е случајот е донесен од, значи девојката е вратена од Британија денеска, слетала во Тајван, се пријавила нормално и таа е во карантин. Карантинот овдека не е значи до посебни хотели, тука е во домашен карантин, меѓутоа треба да се пријавуваат на одреден период и нормално да се направат неколку тестирања. Доколку 1-2 тестирања се негативни, не мора ни да седат 14 дена, веќе може да искочат после 3-4 ден да искочат во надвор, меѓутоа да бидат со поголема предпазливост нормално према другите граѓани. Така да, јас искрено сум воодушевен, бидејќи овдека ние стварно не осетивме еден притисок, единствено ви кажав, значи мерки на предпазливост, што да превземеме, како да превземеме,
при секој влез, да речеме сега се наоѓам во тренинг центарот на Тајванскиот олимписки комитет, на секој влегување, излегување во теретана или во било кој објект или во ресторанот, мора да ни измерат температура. При земањето на храна користиме ракавици, после тоа нормално сите парат ракавиците си нормално се јаде. На влез во шопинг центар, на самиот паркинг во влезот од шопинг центарот, има луѓе кои ви мерат температура. Во случајове се најдов во таква ситуација да еден граѓанин имаше температура 37,5 и само го тргнаа на страна, има медицински лица, се зема на лице место, се врши тестирање, не се пушта да влезе во трговскиот центар, се враќа назад, се евидентира тоа лице и тоа лице треба да се јави во најблиската можна болница за да види тестот дали е негативен. Дури и стигаат пораки преку СМС пораки, точно да речеме што се случи пред некои 2,5 недели. 36 морнари беа заболени од COVID, така дојдоа, и тоа во овој град кај што сум јас, Каошин. Тие веднаш беа ставени во карантин и на луѓето кои се движеле на истите места нормално преку GPS сигналот, им стигна SMS пораки дека е можно да се заразени, односно да земат предпазливост, да имаат еден вид на предпазливост, да носат маски, бидејќи тие луѓе што биле заболени се движеле во тој дел на градот. Да, како што кажавте, добро, се извинувам. Така да искрено јас сум, не знам, зачуден сум како сето тоа го прават и сум искрено позитивно чудо невиден. Како што кажавте, имаат искуство претходно, па можеби тогаш препорачаните мерки, сега веќе им е тоа како навика и па да, како навика меѓутоа не е само навиката, пак ќе кажам, општествената одговорност. Семиот раце, ние мислиме искрено во Европа дека е многу културата на едно повисоко ниво, односно хигиената на едно повисоко ниво, но верувате дека овде е тотално другачие. Да, можеби имате право во однос на тоа дека општо одговорни се повеќе, затоа што постојано кај нас мора да се пуштаат видеоматеријали за да се грижиме за дистанцата, да носиме заштитна опрема. Тоа цело време се пушта за да некој биде одговорен. А тоа веројатно во Тајван не треба, тоа еднаш само се пушта, еднаш се кажува. Всушност и нема потреба да се броја на сите медиуми и да се ствара плюс паника. Како што самиот кажавте, нели не сте почувствувале воопшто паника, страв, туку сосема нормален тек на работите. Значи, во ниту еден момент не се осеќа паника, нити некаков притисок према граѓаните. Граѓаните си ја знаат својата должност и нормално си одржуваат онаа дистанца што кај нас стално ја нема, да речеме во банка, пред банкомат или во воз. Точно си се знае, има напишана табла дека треба да се одржува дистанцата, никој не ти стои во грб, застанат да ти дише во врат, си знае, си стојат на дистанца, си влагаат во воз, си седнуваат и се одвива во најдобар ред. Добро, може ќе научиме никогаш во иднина за што служи таа жолта линија или зелена линија во банка и така. Добро, има време, ќе научиме, да, ќе се навикнеме можеби ние на новонастанатата ситуација. Ајде сега да се навратиме, да ви благодарам за исцрпниот извештај, дописниче од Тајван. За состојбата со коронавирусот во Тајван, поточно во градот Каошунг. Значителни признанија имате позади себе како еден од најуспешните наши спортисти и кајакари од Македонија. Меѓу останатите, само ќе кажам, многу ги има, да не ги редам, затоа што од рана возраст е во овие диви води, да речам, па ќе ми кажете сега каде подобро пливате, дали во диви води, дали во мирни води, за брачни води не прашувам. Но да се вратиме на наградите. Се здобивте со признание спортист на Македонија, на град Скопје во истата година, во 2018 статуетка за денот за ослободувањето на град Скопје, за посебни заслуги во 2019 плакета 8 септември за посебни заслуги во спортот, 5 пати победник на Илининскиот ајак слалом ИКАС,
ке ви недостига ликас, ми е прашањето меѓу останатото, и меѓународна манифестација организирана секако во Република Македонија, како спортски директор во Агенција за млади спорт, исто така во Македонската кајак федерација, ви недостигаат ли па овие моменти на организација на Илинденски кајак салом, затоа што знам дека со години сте тука, крв и пот сте оставиле во овој Илинденски кајак салом, а посебно оние подготовки, организација, ученици? Дека ми недостасува, нормално дека ми недостасува. Прво ми недостасува државата, нормално Македонија. Нели, се што имам е тамо, така да ова нормално го прифатив како едно поголемо искуство за мене. Зашто? Пред се предизвик да се работи со држава која, да речеме, доаѓа од Азија, која е тотално различна по култура, по буквално све што се однесува до Европа нормално, а и до Македонија. Така да ми беше предизвик да отидам едно скалело, можеби повеќе. Да, сум се докажал како надпреварувач, нели, и со мојот настап на Олимписките игри во Пекинг 2008 година, меѓутоа ми представува уште поголем предизвик да како тренер нормално настапам со својот надпреварувач во Токио 2020 година, нормално со тајванскиот тим. Така да мислам дека искрено, значи, мешани се чувства. Ми представува задоволство, ми представува огромен предизвик, меѓутоа, ако ме прашуваш дали би го направил тоа за Македонија, да. Не знам по кој пат, да. Меѓутоа, нели, животот можеби не носи во некој друг смер. Смеровите се никогаш можеби негативни, можеби не позитивни, меѓутоа сите тие сте убави работи кои не носат во еден друг смер во животот, кај што можеби ќе постигнеме некој многу поголем и ќе сознаеме некои многу битни работи кои и понатака во животот ќе натераат да работиме на еден начин кај што ќе создаваме и ќе направиме уште поголема продукција на кадри, мислам на преварувачи, меѓутоа пак ќе се навратам дека кога ќе завршам овде, секако би сакал да се вратам во Македонија и нормално да работам со сите оние млади дечки кои се желни да направат уште подобри резултати. Да, знам дека со вашиот колега Бржански имате и свој клуб и нови, би рекла, професионалци во кајак. И само добро, се уште не се професионалци, тоа се млади дечиња. Добро, затоа реков млади, талентирани деца. Да. Така може. Да. Добро, ви благодарам за вашето денешно гостување во утринската Добро утро секое утро. Поздрав од Македонија, онака од срце. Ве очекуваме да ни се вратите повторно, а меѓу останатото сте изјавиле дека на густински терен велат тие што веројатно немаат спортски дух или не се надпреварувале никогаш надвор од границите на сопствената земја, дека е потешко да се настапува надвор, но не, велите вие секогаш е потешко да настапиш на домашен терен, затоа што имаш одговорност. На домашен терен одговорноста е голема затоа што се настапува пред своите граѓани, во својата држава. Така да мене секогаш кога сум настапувал во Македонија ми било многу потешко него надвор. Теретот што сум го носел можеби до мене, меѓутоа моето мислење е дека домашниот терен е секогаш потежок. Меѓутоа можеби грешам. Искрено ви благодарам за вашето гостување и повторно да слушнаме и да читаме вакви наслови дека Атанас Николовски, тренерот овој пат на Тајванската олимписка федерација или олимпискиот тим, го одушеви светот. Може повторно? Може. Да, ти благодарам. Пред све еден огромен поздрав до сите македонци. Ми недостасува сварно на Македонија и да, се надевам дека ќе поправдам ова што го кажа и дека ќе се, кога ќе се вратам ќе видиме
во Македонија и можеби ќе направиме една нова емисија. Меѓутоа од друга страна. Секако ве очекуваме во студиото на ТВ Алфа. Благодарност уште еднаш. Поздрав до Тајван и ќе се видиме тука во Македонија. Убави ден!